Добар ден, драги ученици! Ова е училницата на Едуино. Моето име е Елизабета Теодосиевска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Јана Московенски во Скопје. Оваа видео лекција е наменета за учениците од 8 одделение. Наставната единица гласи македонските учебникари во 19 век. Доколку се користите со овој учебник, оваа лекција е на страницата број 8. Додека јас зборувам, слободно стопирете го видеото и забележувајте ги поважните работи. Што треба да научиме од денешната лекција? Денес треба да научиме за појавата на првите автори на учебници во Македонија и да научиме за континуираниот развој на македонскиот јазик. Целите што треба да ги исполниме е учениците да се запознаат со значењето и активностите на македонските учебникари од преродбенскиот период. Да се подсетиме на македонскиот јазик во почетоците на 19 век. Што се случува во македонскиот 19 век на културен план? Тој е период на така нареченото просветителство во Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека во македонскиот 19 век започнува пробивот на народниот јазик во литературата, почнува преводот на црковно-словенските верски книги на народен јазик, бидејќи црковно-словенскиот бил во голема мера неразбирлив за народните маси, нели? Првите просветители ги преведувале црковно-словенските книги кои што им требале за богослужбата и за секојдневната работа, нели, на народен говор, секој на својот народен говор. Во тој период почнуваат да се отвараат училишта надвор од рамките на црквата. Почнуваат печатење на книги, или почнуваме со печатењето на книгите, на учебниците за масовна просвета на народот и така натака, отворање на библиотеки, реновирање на манастири и слично. Поважни, например, имиња од овој период, од раниот македонски век, е нормално Јоаким Крчевски, кој што пишува на народен јазик на кратовско-кривопаланечки со примеси од западните говори. Неговите попознати книги, овде имате почетни насловни страници од различна поучителна наставленија, од чудеса пресвјатија и од чудеса пресвјатија Богородици. Второто поважно име на македонското просветителство е Кирил Пејчиновиќ Тетовец, кој што пишува исто така на народен говор, меѓутоа овој на тетовски. Важен е по неговата прва песничка, која што немаме голема уметничка вредност, нели? Меѓутоа е првата стихувана творба напишана на македонски јазик, тоа е епитафот, односно неговата надгробна плоча. Тоа ви е оваа сликичка овде, нели, која што и ден денес ја имаме во селото Лешок, Тетовско, каде што може да се посети да се види, нели, гробот на Кирил Пејчиновиќ. Тука може да се видат, делови од неговата книга, сија книга Глаголемаја огледало. Средина на 19 век и појава на граѓанската литература во Македонија, односно периодот на македонскиот романтизам или преродбата во Македонија, како што со други зборови се кажува. Што се случува во овој наш македонски 19 век? Тогаш започнува изградувањето на националната свест и нормално стремежот за посебен македонски литературен јазик. И во тој период се појавува и интересот за народното творештво, па се појавуваат голем број на собирачи, нели, во тука предничат Димитрија и Константин Миладинов, Марко Цепенков, Кузман Шапкарев, Рајко Жинзифов, Григор Прличев и слично. На вашиот екран, нели, може да ги видите и фотографиите на истите. Ова е Константин Миладинов, неговиот брат Димитрија Миладинов, Марко Цепенков, Кузман Шапкарев, Рајко Жинзифов и Григор Прличев. Во тој период некако се појавува и актуализацијата, нели, на македонското прашање. И како за сите прашања до тогаш, нели, и по ова прашање македонската интелигенција се разединува и се поделува, нели, се дели на два табори, да речеме, на две гледишта. Првите се оние кои што се за создавање на општ јазик со поширока дијалектна основа на македонците со некоја од соседните држави, дали тоа ќе биде Бугарија, дали тоа ќе биде Србија, каде што на прв план, нели, нормално е заедништвото, посебно со Бугарија. Од овој период, нели, од оваа група, да речеме, ги издвојуваме Партенија Зогравски, Рајко Жинзифов и така натака, кои што пишуваат на една мешавина
на македонските говори со бугарски дијалекти и слично. Втората група, второто гледиште, нели, се за создавање на чист македонски јазик врз основа на западно-македонските говори. Овие интелектуалци се наречени, не се познати под името македонисти. И во оваа група ќе влезе Ѓорѓе Апулевски, лозарите кои што се собрани, нели, начело со Петар Попарсов околу списанието Лоза, и на крај Крсте Петков Мисриков, нели, кој што со неговата книга за македонските работи, објавена 1903 година, го завршува прашањето за јазикот, да речеме, го дефинира прашањето за јазикот. И некаде во тој период, нели, почнува интересот за печатење на учебници во Македонија, односно составување на разни учебници кои што ќе помогнат во описменувањето на народот. Во тоа предничи комитата Ѓорѓија или Ѓорги Пулевски, роден 1817 година во Галичник, починат 1893 година во Софија. Ѓорѓе Апулевски е македонски писател, учебникар, лексикограф, значи составувач на речници, граматичар, поет, фолклорист, етнограф, историчар, културно-национален идеолог, меѓутоа и најизразитиот и најголемиот македонист во ова време. Неговата биографија започнува со неговото печалбарство во Влашко, каде што работи како зидар, меѓутоа бунтовен по карактер, учествува во разните ослободителни војни и востанија кои што се појавуваат во текот на целата втора половина на 19 век, па е учесник во српско-турската, во руско-турската војна, а по Сан-Стефанскиот мировен договор е еден од војводите кои што го креваат Кресненското востание. Меѓутоа нас се интересира неговата работа, нели, на книжевно поле и од таа гледна точка, нели, на учебникарски план, неговата прва книга, Речникот од 4 јазика, објавена 1873 година. Тој речник, нели, од 4 јазици на српски, албански, турски и грчки, и во делот на српските зборови има и зборови кои што ги има, нели, кои што се со македонско потекло од со галички дијалект. Вториот негов речник е речникот од 3 јазика, објавен 1875 година, пишуване во форма на разговорник, значи со поставување на прашања и со одговарање на истите, напишане по углед на Шапкаревиот учебник Првоначални познанија за малечки деца. Во него еден дел е посветен на Македонија, каде Пулевски пишува со патриотска загриженост за незината положба, осамостојувањето и македонскиот литературен јазик. Тука го покрива и прашањето за изработка на македонската граматика. Ова што го гледате сега на екраните е извадок од тријазичникот, каде што јасно ја изразува идејата за посебноста на македонскиот народ, а ова долу е негов цитат, нели, кој што го има во тријазичникот. Народ се велит луѓи кои се од еден род и кои зборувајат еднаков збор, и кои живувајат и кои се другарат еден со други, и кои имајат еднакви обичаи и песни и веселја, тие луѓите ја викајат народ, а место во кое живувајат, народ се велит отчество од тој народ. Така и македонциве се народ и место во нивно е Македонија. Ова што сега го гледате на вашите екрани е слогница речовска, односно насловната страна на граматиката на Ѓорѓе Апулевски, објавена 1880 година, напишена на релативно чист македонски јазик со одреден број на архаизми и русизми. За жал таа нема некоја посебна голема научна вредност, затоа што Ѓорѓе Апулевски немал некое соодветно лингвистичко образование, нели? Меѓутоа во неа јасно го разграничува македонскиот јазик од српскиот, од бугарскиот, од рускиот јазик и така натака, значи го става на пиедестал заедно со останатите словенски јазици. Потоа, односно пред слогница речевска е објавена стихозбирката Македонска песнарка, која што содржи 3 лични и повеќе народни песни, во објавена 1879 година. Ова е извадок од Славјанско-македонската општа историја, објавена 1892 година. Тоа е обемна и значајна историја славјано-македонска општа историја, завршена непосредно пред неговата смрт. Освен овие, нели, оваа историска книга со историски податоци и така натака,
Напишал и еден прирачник за учење на македонскиот јазик кој што го нарекол јазичница. Извадокот од славјанско-македонската општа историја нели вели, а македонците оти су староместни полуостровски жители и гостоприемци и болгарски и српски и горски и од други народности, а суседи елински. Затоа во оваја книга кажуваме славјанско-македонска историја и за од свих живуштих пришелци полуостровски да се знојат кој когашен е. Следен од учебникарите Партении или Партенија Зографски, роден 1818 година, починат 1876 година. Партенија Зографски бил првиот македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од најстакнатите културни и црковни работници од 19 век во Македонија и прв македонски митрополит. Световното име му е Павле Тризловски, роден е во Галичник, нели Галичник во тој период еден центар од кој што излегуваат многу интелектуалци македонски. Ученик на Димитрија Миладинов и под негово директно влијание се замонашува во Зографскиот манастир на Света Гора. Овој е високообразован, полиглот, ги владеел старогрчкиот, латинскиот, еврејскиот, старохалдејскиот, францускиот, рускиот, бугарскиот јазик. Отворил народни училишта каде што го вовел македонскиот јазик во училиштата наместо тогашниот грчки. И сето ова ќе предизвика голем револт кај гркофилите кои што ќе го клеветат кај турците за антипатриаршиска дејност. Конкретно, својот живот станува дел од отцепениот од патриаршијата бугарски црковен клир. Односно, се префрла, односно се наклонува кон идејата за заедништво со Бугарија. Нас не интересира неговата книжовна работа. Отворил книжарница во Фанар, односно во Цариград, каде што го превел пространото Свети Климентово Евангелие од Теофилакт Охридски. Пишувал главно со галички дијалект со староруски правопис. По познати негови дела се кратка свештена историја за Стариот и Новиот Завет на црквата, начално е учење за децата, наравоучителни совети и така натака, посебно позната неговата кратка славјанска граматика од 1859 година, во која ги поставува темелите на граматиката на македонскиот јазик, во која ги систематизира разликите помеѓу бугарскиот и македонскиот јазик на научна основа. Ова што го гледате на вашите екрани е еден дел од страницата, една страница всушност од начално е учење за децата, издадена 1858 година. Кон крајот на својот живот, да речеме втората половина на неговиот животен пат, соработува почесто со списанието болгарски книжици, каде што ја објавува својата статија Мисли за болгарскиот јазик 1858 година, и тука веќе отворено се застапува за еден општ литературен јазик со бугарите, кој што ќе биде македонско-бугарски, кој што ќе представува компромис помеѓу македонските и бугарските дијалекти. Овој став наидува на остра критика од бугарската интелигенција, која што има за цел да го асимилира македонскиот јазик, да го претопи во бугарски, и така што воопшто нема намера да прави било каков компромис во поглед на јазикот. Ова сега што го гледате е еден цитат од Партени Зографски, кој што вели вака: учи напред книга на свој јазик, после ако имаш време, учи и на други јазици. Тој што учит книга толку на туг јазик, а не на својот, тој е еднаков со оној што ја отфрлат мајка си и на место неја земат друга. Следен од учебникарите е Јордан Хаджи Константинов Джинот, македонски просветител, учител, драмописец по потекло од Велес, се раѓа и починува во Велес 1821 или 22, нема конкретни податоци, кога е роден, а починат 1882 година. Учител во Велес, во Скопје, во Прилеп, ја реализира идејата за воведување на народен јазик во училиштата, ја осовременува наставата воведувајќи нови предмети, нови методи на работа, слично организирал аматерски театар, приредби, училишни представи. Соработува со Цариградскиот весник, собирал стари книжевно-историски документи, отворил читалиште, славјански дом. И поради сето ова, постојано имал конфликти со различни владици и учители, како и турски и грчки функционери кои што не сакале македонскиот народен јазик да биде употребуван во училиштата. Поради сето ова е прогонуван од турските власти кои што биле потплатени од гркоманските фамилии и свештеници.
Прво дело значајно му е таблица Перваја. Ако Зографски беше под влијанието на Бугарија, Јордан Хаджи Константинов Џинот е под влијанието на Србија, па неговата таблица Перваја, односно неговиот буквар, е напишана по углед на Доситеј Обрадовиќ, на неговата Ижица, односно букварот српски, и е внесена во употреба 1845 година како помагало, како учебно помагало кое што служело за описменувањето на учениците во тој период. Јордан Хаджи Константинов Џинот, после освен таблица Перваја, напишал 2 збирки на афоризми, пишувал стихови, пишувал драмолетки и така натака. Од стиховите позначајни му се Труд ми е името, Плач на Скопското училиште, Много трудно е, Рај Божги, Аврора и друго. А драмските обиди или драмолетките, кои што ги изведувал заедно со неговите ученици пред родителите, Миневра и 9 музи, Разговор или Прави человек, Училиште и учение, Басна, Сербија, Шетајција, Вземел својих и други, се драми, односно почеток на нашата драмска литература, без некоја голема уметничка вредност, меѓутоа со голема историска вредност, затоа што се тоа почетоците на македонската драма. Потоа се занимавали со преводи, како и со собирање на народни умотворби и лексички материјал, и јазикот негов, својот јазик на кој што пишувал, го дефинира како словенски, а тоа е во основа, јазикот негов е велешки говор со примена на српски, на бугарски и на црковнословенски зборови. Следниот учебникар кој што живее и твори во тој период, Кузман Шапкарев, со цело име Кузман Атанасов Шапкарев, роден во Охрид 1834 година, починат Софија 1909 година. Тој е еден од најзначајните собирачи, публикатори и афирматори на македонски народни умотворби и еден од првите македонски учебникари, учител, поборник против грцизмот за воведување нормално на народниот јазик во црквите и во училиштата под влијание на Миладинов, собирач на народни умотворби, еден од најпродуктивните македонски учебникари во 19 век, меѓутоа за наша несреќа и тој е поборник за идејата за создавање на македонски заеднички македонско-бугарски јазик и исто така како Зографски критикуван од бугарската наука поради неговиот охридски дијалект и поради неговото незнаење на бугарскиот јазик, и поради неговите специфични лингвистички ставови. Ова е дел од книжовната работа на Кузман Шапкарев. Автор е на 8 учебници, објавувани од 1868 година до 1874 година. За жал, сите 90% од нив го носат бугарскиот предзнак. Бугарски буквар, голема бугарска читанка, кратко опишување на земјата за мали деца, кратко световно прераскажување на Стариот и Новиот Завет, прирачник на свето благовестување, зборник од евангелските читања, прирачник на свети посланија или зборник од апостолски читања, мајчин јазик и слично. Следниот учебникар, Панајот Гиновски, роден во семејство на македонски национал-револуционери, уметници, просветители и така натака, роден во Галичник 1842, починан во Врање 1886 година. Панајот Гиновски инаку бил зограф, односно иконописец, етнограф, фолклорист, лексикограф. Се зафатил со собирање на речнички материјал со намера да состави речник на мијачкиот дијалект, кој што го имаме како мијачки речник со над 20.000 зборови, кој што представува прв македонски дијалектолошки лексикон. Својот говор Гиновски го нарекол мијачки јозик, со кој зборвет и турци и рисјани во Мала река, и составил зборник кој што содржи 138 мијачки народни песни. И сето ова води кон дефинирање на така нареченото македонско прашање. Целата оваа борба околу македонската самобитност, идентитет, јазик и така натака се завршува со појавата на Крсте Петков Мисирков и со неговата книга за македонските работи, објавена во Софија 1903 година. Во петата статија, неколку збори за македонскиот литературен јазик, Мисирков се навраќа
на тоа како треба да изгледа нашиот литературен јазик од чисто лингвистички карактер, со чисто лингвистички карактер, нели, со научен карактер и ги поставува основите на нашиот иден литературен јазик, кој што кодификаторите на чело со Блаже Конески 1944 и 45 година ќе ги применат во изработувањето на речникот, на правописот на македонскиот литературен јазик. Ова овде што го гледате е цитат од неговата книга за македонските работи, односно од петата статија неколку зборови за македонскиот литературен јазик. И вели вака: но јас ќе си дозволам да повторам она јет. Прво, Македонија да се неутралисат за Бугарија и Србија и да се оддалечит еднакво од двете држави, и друго, она треби да се обединит на јазична основа. Тие принципи ќе раководат изработувањето на литературниот наш јазик. Они ќе раководат и правописот. На тие два принципи одговараат: прво, прилепско-битолското наречие за литературен јазик, као еднакво далеко и од српскиот и од бугарските јазици, и централно во Македонија. Второ, фонетичниот правопис со употребените во таа книга писмени знакои и со мали отстапки на етимологијата. И трето, речничкиот материјал да е собран од сите македонски наречја. И на вашите екрани има еден квиз кој што треба да го решите. Спој автор со дело, речник од 4 јазика, кратка славијанска граматика, таблица Перваја и словница речовска. На овие 4 дела треба да им ги најдете авторите. Од десната страна ви се предложени Ѓорѓе Апулевски, Партени Зугравски, Јордан Хаџи Константинов Џинот. Доколку тоа го сторивте, нели, вашиот квиз треба да изгледа одговорот вака. На Ѓорѓе Апулевски се речникот од 4 јазика и словница речовска, на Партени Зогравски е кратката славијанска граматика, а на Јордан Хаџи Константинов Џинот е таблица Перваја. Задача за дома. Истражете повеќе податоци за македонските учебникари. Од мене толку, ви благодарам на вниманието. До следното видување, довидување.